Бизнисот куртули од прогресивен данок и данок на реинвестирана добивка, но доби укинување и намалување на даночните ослободувања. Генералната оценка е дека владата попушти под притисок на фирмите и се откажа од ветувањето со кое СРСМ дојде на власт. Бизнисите упорни, прогресија кај кој било данок не било добро решение, а довербата на фирмите во функционирањето на државниот апарат било на ниско ниво. Ние не сме подготвени за прогресивен данок во било која сфера, затоа што се уште не е изградена личната одговорност и довербата на граѓаните кон целокупниот систем и исто така системот не е сериозно безбеден. Бизнисот не верува дека владата има сериозна намера да се бори со сивата економија. Со ист број даночни инспектори, ист број контроли, без дополнително следење на приливите и одливите на пари, тешко дека ќе можело да се откријат повеќе затајувачи на данок. Ние предложивме дека треба да се смени и кривичниот законник во однос на измама по основ на данок. Било кој. За да може да има затворски казни, за да може да има кривично гонење и така натаму, за да можат оние кои навистина се подпираат на приходи од даночно затојување да знаат дека едноставно системот може да ги следи, да ги спречи, да ги казни и така натаму. Оданочувањето на уплатите во третиот доброволен пензиски фонд за бизнисот е тежок удар. Некои фирми го користеле токму овој метод за да ги задржат и мотивираат работниците. Економистите велат дека без даночни ослободувања компаниите ништо не прават на своја рака, па во иднина доброволното пензиско осигурување ќе се сведе на минимум. Имајќи предвид дека ние не сме држава, развојна држава во која што доброволно даваш средства на кои што за време на твоето пензионирање би примил огромни средства. Третиот столб не видов нешто сензационално дека може да не се случи. Фискалните ефекти од можноста хонорарците сами да си плаќаат придонеси ќе бидат минимални, велат економистите. IT професионалците, маркетинг експертите, фриленсерите имале високи плати, па тешко било да се очекува да си уплатат на своја рака здравствено осигурување, кога државното здравство е во катастрофална состојба. Овие фриленсери па многу поевтино име од друга страна да се осигуруваат во приватни компании, па да имаат и да бидат прегледани од приватното здравство. А од друга страна, ако ги гледате фриленсерите и овие компании кои доаѓаат од надвор, особено од овие дигиталните компании, па тие па од друга страна имаат директно подпишано договори со приватните болници. Владата во наредниот период ќе разгледува можноста за организирање еднаш до 2 пати годишно викенд без ДДВ исклучиво за празници и тоа само за основните прехранбени производи. Допрва ќе има дебата дали да се воведе данок на екстра профити за фирмите кои изработиле над 20% повеќе годишно, споредено со профитите од пред 4 години. Економистите сметаат дека владата требала да се охрабри и да ги оданочи екстра профитите уште во 2023 година.